Советот на општина Газибаба денеска одржа редовна седница на која го усвои буџетот за 2025 година. Почитувани граѓани, со задоволство сакам да ви информирам дека на денешната редовна седница Советот на општина Газибаба го донесе буџетот за 2025. Овој буџет е реален приказ на вашите барања и решение на многу ваши проблеми, кои ги нотиравме при процесот на неговото креирање, заедно со вас граѓаните. Следува брз развој на Газибаба, истакна првиот човек на Газибаба Бобан Стевковски. Инаку од општината информираа дека со буџетот за 2025 се определуваат средства за изградба на нова детска градинка во Инџиково, комплетна реконструкција на културниот дом во Ченто, завршување на изградбата на новата детска градинка во Трубарево, асфалтирање на повеќе од 40 локални улици, изградба на нови детски качиња, спортски терени, разни видови субвенции и финансиска поддршка на различни видови проекти за општината. Сакам најнапред да се заблагодарам на граѓаните на општина Газибаба, кои зема активно учество во креирањето на буџетот за 2025. Не очекува година во која ќе се реализираат голем број на проекти, со кои ќе ја направиме Газибаба подобро место за живење, порача Стевковски. Екипи на зимската служба на град Скопје и јавното предпријатие улици и патишта Скопје во текот на изминатата ноќ започнаа со активности за чистење снег и фрлање на сол на сите булевари и критични точки во градот. Од предпријатието известуваа дека за таа цел фрлени се 45 тони индустријска сол на сите критични црни точки на поголемите булевари и улици во градот со 7 специјални возила на град Скопје. Се чистеа првите снежни наноси на булеварот Александар Македонски, улиците Радишанска, Индира Ганти, Коце Металец, како и Христо Татарчев, на последна автобуска постојка број 24. Од град Скопје и јавните градски предпријатија за престојната зимска сезона 2023-2024 обезбедиле околу 3500 тони индустријска сол, од кои околу 1000 тони се залиха од минатата зимска служба. Обезбедени се и 200 тони ладна асфалтна маса за санација на оштетените сообраќајни површини. Коловозните ленти при одржувањето во зимски услови ќе се расчистуваат според приоритети, како што се критичните точки, пристапите до објектите од витално значење за граѓаните и сообраќајните од посебно значење за функционирање на сообраќајот, велат во соопштенијата од јавното предпријатие улици и патишта. Зимска новогодишна бајка од утре вечери во Скопски Карпош. Имено ќе има културно-забавна програма за најмладите жители во пресрет на новогодишните празници. Утре со почеток во 18 часот па се до 22 часот и 30 минути на плоштадот Делфина во Влае ќе следи супер забавна програма со детскиот фестивал Поточиња, театарската представа на театарот Чекори, бесплатно фотографирање со Дедо Мраз, незаборавна забава со маскотите на омилените ликови од најпопуларните цртани филмови. Организаторите најавуваат и голем музички концерт со звуците на македонската песна, за која ќе се погрижат групата ДНК, Андријана Јаневска, Лина Пејовска и Огнан Здравковски. Дојдете да ги почувствуваме заедно првите празнични мигови со многу изненадувања, радост и среќа за дечињата, велат организаторите. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска денеска во рамки на традиционалното доделување годишни признанија свечено додели награди за најдобриот полицаец, пожарникар и крводарител на град Скопје за 2024 година, базирано на остварените резултати и избрани од нивните работни колективи. За своите заслуги за хуманата, храбра и пожртвувана работа. Признанија добија Васко Тодевски од СВР Скопје за исклучителни резултати во реализација на бројните работни задачи во полициската работа. Кире Стојановски од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, како пожарникар спасител, и Мила Петковски, крводарител од Скопје, кој има евидентирани 115 дарувања во рамки на крводарителски акции. Арсовска на наградените им посака добро здравје и успеси во новата година, со желба да продолжат со својата храбра и посветена работа во интерес на граѓаните. Вечерва со почеток во 19 часот ќе се одржи настанот Джез под ламбан на пијацетата кај италијанска амбасада во Цинтар. На овој настан граѓаните ќе имаат можност да слушнат джез верзија на познатите македонски евергрини од Искра Србиновска квартет.
Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ги поканува сите граѓани на добра македонска музика во пресрет на новогодишните празници. Вечерва заедно ќе слушнеме и уживаме наши непознати македонски евергрини, преточени во джез стил. Ги поканувам сите скопјани на добра музика, греено вино и печени костени. Со вакви настани поттикнуваме креативност, ги сближуваме граѓаните и создаваме топла празнична атмосфера, која ќе ги поврзе љубителите на македонската музика, култура и традиција, истакна Герасимовски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно